Буџетот на општина Кочани за оваа година на глобално ниво ќе се намали за нешто повеќе од 4% или за над 23 милиони денари во однос на планирањата. Намалувањето се однесува и на приходната и на расходната страна, при што во основниот буџет во делот на приходите единствено зголемување е регистрирано кај наплатата на доноците на имот, додека потфрлања има во полнењето на буџетот од продажба на градежни парцели. Исто така, на приходната страна ќе се направи намалување во однос на планирањето за 10 милиони денари од капиталните трансфери од државата. На седницата на Комисијата за финансии од општинската администрација рекоа дека намалените приходи во основниот буџет имале соодветно влијание врз реализацијата на планираните расходи за одредени инфраструктурни зафати. Меѓу нив ќе отпадне и најавеното започнување на постапката за изградба на кружниот тек кај двојниот мост во близина на гимназијата. Значително намалување на расходната страна имаме во програма уредување на градежно земјиште во општината. Тоа е општа програма за бетонирање, заштитни огради и други ставки. Овде имаме намалување од 5 милиони. Во изградба и реконструкција на улици и патишта имаме намалување од 10 милиони. Овде е од 17 милиони вкупно. Овде е планиран изградбата на кружен тек, бидејќи тоа е посложена постапка и уште е во тек. Нема да успееме да почне реализацијата од оваа година и затоа е намалена. Со ребалансот се предлага намалување на приходната страна во буџетот на општина Кочани во висина од над 5 милиони денари во делот на самофинансирање, а уште 4 милиони денари ќе бидат наменети за отплата на обврски за кредити. Опаѓањето на приливот на средства во однос на претходно планираната сума од општинската администрација го оправдуваа со неможноста да се објавуваат огласи за продажба на градежни парцели поради најавените распишувања на предвремени парламентарни избори. Инаку, предложениот ребаланс на буџетот ќе се најде на разгледување пред Советот на општината на седницата закажана за петок.